Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Граделе нова, ама гурнале зидот на соседната зграда. Како функционираат градежните правила на терен? Тетовскиот суд бара да запрат коментарите за пресудата на Ферати, работел по закон, и судскиот совет со сличен став. 43 осомничени за измама со брзи кредити, со туги лични податоци и лажни документи подигнале 50.000 евра. Онколошките пациенти останаа без терапија. Надлежните тврдат дека лековите заглавиле во процедурите за годишна набавка. Македонскиот бизнис времено се спаси од тарифите на Трамп. Американскиот председател ја одложи примената освен за Кина. Берзите бележат историски раст. Бројот на жртви расте, најмалку 200 загинати во трагедијата во Доминиканската република. Во тема на денот вечерва разговараме за тарифите од Соединетите Американски држави и како тие ќе влијаат на бизнисот во Македонија. Гостин во тема на денот во студиото ќе биде Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори. Останете со нас. Звуци на лопати и бетон по скалите утрото ги дочекале станарите на зграда во Ѓорче Петров. Мајсторите кои работат на изградба на соседната зграда гурнале нивниот зид. Случајот е пријавен, а од општината најавија дека инспектори на увид ќе излезат утре. За сега останува непознато колку е безбедна зградата во која живеат голем број нестанари. Ирена Давидовска беше на терен. Додека градат нова зграда, пробиле зид на соседната. Хаварија при градежни активности ги вознемири жителите на стамбениот блок на булевар Партизански одреди во Ѓорче Петров. Дупка од неколку метри е пробиена меѓу вториот и трет кат од зградата. За среќа инцидентот не предизвикал штета во некој од становите кои се наоѓаат во непосредна близина на дупката. Се работи за изградба на нова висококатница која се гради лепенка до овој стамбен објект. Мајсторите зидале на новиот објект, а бетонот кој го истурале се слевал преку дупката по скалите во соседната зграда. Според сведоштвата на станарите која забележале хаваријата, мајсторите не ни приметиле дека има дупка. Примети пред лифтот имаше огромна количина на бетон. Свеж бетон. Пријавив таму кај што требаше да пријавам. Реагиравме, ги викнав луѓе што градат до нас, пошто не знам никој се, ништо се, никако се. И тие дори се чудеа, вика, ние се чудиме кај ни бега бетонот. А бетонот им бегал кај нас, по скали. Пробиен цел зид со цела инсталација, струја, интернет, а све што има, и бетонот по скали се симнал до приземје доле. Се реагираше, дојдеа луѓето, почнаа да чистат, почнаа да прават, и како што е редот, си викна полиција, си викна инспектор од општина Ѓорче Петров, кој ќе дојде утре, пошто денеска бил зафатен. Случајот е пријавен кај надлежните, но увид излегла само полицијата. Од општина Ѓорче Петров не информираа дека утре ќе биде испратена инспекција. Најавија дека општината нема да дозволи несовесно градење и постапки кои го загрозуваат живеењето и безбедноста на граѓаните. По добивање на пријавата, нашите надлежни инспектори се во контакт со управителот на зградата и утврдено е дека изведувачот и инвеститор направил реална штета. За истата тие ќе бидат веднаш без никакво одлагање задолжени да ја санираат. Дополнително, согласно законските прописи, против нив ќе биде изречена соодветна казна. Дупката е затворена, но каблите се уште зјајат од електричната и кабелска мрежа. И покрај овој инцидент, градежните работници на новиот објект не запреа со работа. Мајсторите кои изчистија бетонот, а другите продолжија со работа на карабината. Инженерот кој го сретнавме не сакаше да зборува пред камера. Кусо ни одговори дека проблемот е решен. Според информациите кои ги добивме, се работи за висококатница која ја градат неколку здружени инвеститори. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Судиите од Тетово застанаа во одбрана на нивниот колега Ферати, бараат да запрат коментарите, бидејќи според нив работел по закон. И судскиот совет е на слична линија. Без конкретен коментар, излегоа само со аргументација на постапките на тетовскиот судија. Најавија дека ќе го следат случајот до целосно завршување на постапката. Судскиот совет нема став за двегодишната затворска казна изречена од судијата Елведин Ферати.
ја завршиле анализата на предметот, но во своето соопштение само редоследно пренесуваат како се одвивал целиот судски случај кој заврши со 2-годишна затворска казна за обвинетиот Пајазити, кој на пешачки премин удри во 22-годишната тетовчанка Теодора. Појаснуваат дека построга казна не можела да биде досудена заради одлуките на апелациониот и Врховниот суд. Намалување на претходната казна од 3,5 години побарало обвинителството. Против пресудата на Основниот суд Тетово од 30 ноември 2023, жалба до апелациониот суд Гостивар изјавил обвинетиот. Судот одржал јавна седница на која јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство Гостивар предложил делумно да се уважи жалбата на обвинетиот на начин што на обвинетиот ќе му изрече поблага кривична санкција. Од судски појаснуваат дека 2-годишната затворска казна се уште не е правосилна, па секоја интервенција може да се смета како притисок. Во меѓувреме, во одбрана на судијата Ферати застанаа неговите колеги од Тетовскиот суд. Појаснуваат дека обвинителството го гонело возачот за кривично дело од небрежност. Повисокиот суд му ја намалил казната, а Врховниот предметот го вратил на ново судење. Токму одлуката на Врховниот суд оневозможила построга казна за обвинетиот Пајазити. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максимална дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната за менување на полошо. Поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет. Семејството на починатата Теодора се заблагодари за поддршката од премиерот кој побара судскиот совет да го анализира случајот. 2-годишната затворска казна за возачот ја сметаат за срамна и скандалозна, а како што велат се сомневали и во корупција. Како семејство имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така, јавно сакаме да прашаме зошто иницијативата како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Судијата Елведин Ферати во понеделникот ја изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој пред 3 години на пешачки во Тетово удри во 22-годишната Теодора. При изрекување на пресудата рече дека возачот признал вина, изразил жалење, а до тогаш и не бил осудуван. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Одлуката на судијата Ферати кој пресуди 2 години казна затвор за возачот кој на пешачки премине прегази 22-годишната Теодора беше повод за нов протест на иницијативата кој е следен. Протестниот марш почна од пред владата, а според најавите треба да заврши пред кривичниот суд. На терен е колешката Тамара Дичовска. Имаме во живо во Централниот дневник. Тамара, која е целосната маршрута и какви се пораките? Да, еве како што може да се забележи зад мене, граѓанската иницијатива и сите оние граѓани кои што се приклучија на денешниот протест веќе пристигна пред кривичниот суд. Рутата, како што најави ти, започна во 18 часот пред владата, потоа продолжи пред судскиот совет до собранието, а крајната дестинација на денешниот протест е кривичниот суд, каде што и организаторите на иницијативата ќе имаат своје обраќање. Вообичајниот транспаренти, они извици кој е следен, доста беше од овој систем, како и доста беше смрт и дека се бараат системски промени. Беше извикувано на денешниот протест, но тоа беа и барањата на оние кои што протестираат, веќе и како што можам да забележам пристигнуваат до пред кривичниот суд, како што најавив, каде што ќе имаат и своје одбраќање. Граѓанската иницијатива, како што напиша на социјалните мрежи, јавно им се извинува на сите граѓани кои што во изминативе 35 години изгради систем кој свирепо ги убива своите деца, ги закадува нашите градови и осиромашува нашата држава. Како што нагласив пред почетокот на самиот протест, пред владата имаше и обраќање на дел од иницијативата, каде што ги повторија нивните барања, па во продолжение ги слушаме. Апелирам до сите граѓани да го кренат својот глас и да кренеме глас против неправдите, конечно да добиеме правда во ова место каде што живееме и безбедност во истото. Благодарам. За денешниот собир, кои се денешните барања?
Конкретно се барањата и уште претходно што ги имавме напоменато како е инспекторат, еден број на кој ќе ги добиеме сите инспекторати истовремено. Понатаму имаме барања за безбеден град, како спорници воведување, светлосна сигнализација, граничници на тротоарите и така натаму. Тоа е цел проект наречен Визија 0 кој има едно 20 барања. Така, уште вчера од иницијативата за денешниот протест најавија дека и при самиот протест пред Судскиот совет ќе протестираат барајки Судскиот совет да покрене постапка за судијата Илведин Ферати, кој што синоќа ја донесе пресудата за возачот која прегази 22 годишната Теодора. Да напоменам дека семејството на прегазената Теодора се огради од денешниот протест. Целиот извештај околу протестот денешен иницијативата Коеслен ќе го имаме во вестите во 21 часот. Тамара Дичевска, благодарам за овие информации. 43 осомничени за измама со брзи кредити, со туги лични податоци и лажни документи успеале да повдигнат околу 50.000 евра. Помеѓу осомничените има и службено лице од Фондот за здравствено осигурување кое оддавало податоци за оштетените. Фалсификувале лични карти и со нив подигнувале брзи кредити на туѓо име. 43 лица ќе одговараат кривично во големата акција на полицијата и обвинителството. Дел од осомничените спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните користеле туѓи лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи за десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи без знаење на оштетените на нивно име зеле кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно позајмените средства. Меѓу осомничените и вработен во Фондот за здравствено осигурување. Неговата задача била да краде лични податоци од осигурениците со кои потоа тие без нивно знаење биле фиктивно вработувани за да станат кредитоспособни, пошто на нивно име со фалсификувани документи се подигнувале брзи кредити. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку кредити од различни друштва во еден ден, со што прибавувале значителна имотна корист. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осомничените организатори на ваквите измами. Се вели во соопштението на обвинителството, каде се додава дека вкупната штета надминува 3 милиони денари. Оттаму велат дека за четворица осомничени, меѓу кои вработениот во фондот, ќе бидат поднесени кривични пријави за фалсификување, злоупотреба на лични податоци и измама. За тројца е побаран притвор, а четвртиот е веќе во шутка за друго дело. Останатите 39 осомничени ќе одговараат за помагање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Советот на општината Кочани за во понеделник најави седница на која треба да се избере градоначалник кој ќе извршува функцијата до локалните избори. До сега нема ниту еден предлог, но очекувањата се дека одлуката ќе биде донесена на седницата и тоа со мнозинство гласови. Вработените во јавните предпријатија пак чекаат избор на потписник на општинската сметка за да може да добијат плата. Неизвесен станува изборот на ВД градоначалник на Кочани покрај тоа што председателот на општинскиот совет за понеделник закажа седница токму со оваа точка. Кочани речиси е еден месец без градоначалник откако Папазов првично поднесе оставка, а потоа се најде и меѓу приведените за ужасната несреќа. Иако општината има замени градоначалник, Мирче Стојков од советничката група на ВМРО ДПМН спорна е валидноста на неговиот потпис. Со тоа е закочена работата на целата општинска администрација, не може да се исплати плата и на сите вработени во институциите и јавните предпријатија што се во надлежност на Кочани како градинки и училишта. Кворумот за седницата е обезбеден, вели председателот на советот. Од моја страна беше направена координација со сите советници и координатори на сите советнички групи. Тоа беше пред 2 дена, се договоривме дека седницата веќе е закажана, материјалите се пратени до сите советници со една единствена точка, значи избор на ВД градоначалник. Имавме двајца советници кои што беа отсутни, меѓу нив имаше една советничка која што незиното дете се лекува во Србија, сега е дојдена и она.
Ветено е дека ќе бидат присутни сите советници и се надевам дека во понеделник во 12 часот ќе успееме да избереме ВД градоначалник кој што ќе си ја врши функцијата. Иако на координацијата е постигната согласност и од опозицијската СДСМ да даде поддршка на кандидатот што ВМРО ДПМН ќе го предложи, проблем е што засега ниту еден од советниците на оваа партија не се пријавил за функцијата. Согласно законот, по оставката на Папазов на 18 март, Стојков како заменик градоначалник во рок од 15 дена го извести Министерството за локална самоуправа, пошто беше иницирана постапка за избор на ВД градоначалник. Владата на 1 април го задолжи Општинскиот совет во рок од 30 дена да направи избор на ВД градоначалник на Кочани, кој на оваа функција треба да остане до редовните избори на есен. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од понеделник во Скопје, Штип и Кочани со помош на странски експерти ќе почне процес на едукација на медицинскиот кадар за долготрајната рехабилитација на повредените од Кочани. Специализиран центар во Франција веќе испратил понуда 20 од нив да се лекуваат во Франција. Во моментов на болничко лекување се 65 повредени. 20 повредени од пожарот во Кочани ќе одат на рехабилитација во Црнагора. За 20 пак има понуда од Франција да бидат прифатени во специализиран центар за подолготраен третман. А веќе четврта недела од трагедијата. 1/3 од повредените се уште се на лекување. 55 од нив се хоспитализирани надвор од државата, а 10 во македонските болници и клиники. Тројца и понатаму се критични, како што информираат од Министерството за здравство. Нема промена во нивната состојба. За повеќе годишниот процес на опоравување кај дел од нив, здравствени работници од Скопје, Кочани и Штип ќе бидат едуцирани од британски експерти. Мора да имаме обучени здравствени работници, не само доктори, туку и персонал кој што ќе знае да ги негува овие пациенти, бидејќи има станува збор за пациенти со трансплантирана кожа на која што често пати можат да се јават лесно инфекции, тои инфекции ќе мораме да бидеме спремни да ги третираме. Исто така, овие пациенти не смеат така едноставно да бидат изложени на сончеви зраци. Во извесен временски период ќе треба да избегнуваат, да знаат да се заштитат од сето тоа и за сето тоа треба обука и на персоналот, но и на оние кои што треба да бидат третирани. Еден од повредените кој беше на лекување во Бугарија денеска се враќа во земјата, кој според протоколите ќе биде задражан 24 часа на скопските клиники. Сега се наоѓаме во фаза кога се уште ни е приоритет да оние кои што и понатаму имаат проблеми со автономно дишење и автономно функционирање, односно кои што се на респиратор, да се извлечат, за да поминеме со сите луѓе, односно сите пациенти во една фаза на сериозна рехабилитација. Во пожарот во Кочани животот го загубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Најголем број од нив беа пратени на лекување надвор од државата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Нова криза со недостиг на терапија на онкологија, речиси 1 месец нема биолошка терапија за рак на дојка, а деновивес немало и за меланом и карцином на бели дробови. Реагираат од Сдруженијето Хема Онко. Надлежните велат дека тендерските процедури биле во тек, но решение очекуваат по великденските празници. Онколошки пациенти повторно останаа без лекови. Речиси месец дена нема биолошка терапија за рак на дојка, а деновивес немало и за меланом и карцином на бели дробови. Реагираат од Сдруженијето Хема Онко. Според нивните информации, тендерските процедури за годишната набавка и административните кочења се причина што тешко болните се оставени без терапијата која им е неопходна. Тендерот беше многу касно објавен. Не знам од кои причини тоа беше така, бидејќи ние веќе во почетокот на февруари знаевме дека терапија нема да има доволно. Само се надевам дека откако веќе е започната целата процедура сега, дека ова нема да се одложи после празниците и дека ќе успеат да го завршат, бидејќи се чека од Министерството за здравство сега, да пациентите добијат терапија пред празниците, да тоа не се одолжи повеќе и да биде веќе 1 мај.
Од клиниката информираат дека процедурата за годишната набавка на терапија е во тек и кон крајот на наредната недела или веднаш после Великден ќе се потпишеле договорите со добавувачите за да почнат да ги носат лековите кои не достигаат. Постапката е завршена од страна на клиниката за радиотерапија и онкологија и моментално е на управна контрола во Бирото за јавни набавки. По завршување на административните процедури ќе може да се потпишуваат договорите со добавувачите на лекови, информираат од установата. Не само за недостиг на биолошки лекови, онколошките пациенти реагираат дека не е исполнето ниту ветувањето во аптека да може да си ја земаат хормонската терапија за рак на дојка, со што малку би се растеретела клиниката која и понатаму кубури со кадар. Буџетот се зголеми, огромна благодарност за тоа што имаме поголем буџет оваа година за онколошките пациенти. Меѓутоа сега за сега веќе не осеќаме некаков плюс од тоа што ни го зголемија буџетот. Нови вработувања на клиниката за онкологија нема. Иако постојано апелираме дека таму има проблем со гужви и има потреба од дополнителен персонал, се уште и оние вработени кои што се на клиниката со договори на дело, односно не се вработени, се уште нема одобрување да бидат вработени и јас навистина не знам кога веќе е ветено нешто дека ќе се случи, зошто чекаме. Од Сдруженијето кое ги застапува онколошките пациенти вела дека се уште само во најава е и отворањето на одделот во ГОП 8 септември. Александар Динев, Сител телевизија. Македонскиот бизнис времено се спаси од тарифите на Трамп. Американскиот председател ја одложи примената освен за Кина. Берзите бележат историски раст. Бројот на жртви расте, најмалку 200 загинати во трагедијата во Доминиканската република. Доналд Трамп во последен момент ја одложи примената на зголемените тарифи за сите освен за Кина. Потегот на Трамп беше причина и Европската унија да ја одложи примената на планираните контратарифи за ист период од 90 дена. По првичното историско ниво на раст, берзите повторно се во загуба. Демократите веќе го обвинија Трамп за учество во неголемата манипулација. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. They will be fair deals for everybody. But they weren't fair to the United States. They were sucking us dry. Кина апсолутно нема да прифати притисок, закани и уцени. Тоа не е вистинскиот начин да се справи со Кина. Ако американската страна навистина сака да разговара, треба да покаже став на еднаквост, почит и реципроцитет. Кина сигурно ќе го придружува до крај. Премиерот Мицкоевски информираше дека во телефонски разговор со американскиот државен секретар за економија се согласиле да продолжат да го развиваат стратешкото и економско партнерство меѓу двете земји, без да открива повеќе детали. Министерката за финансии, која е на економскиот Делфи форум во Грција, вели дека тарифите на САД се главна тема и таму, но без голема загриженост, од според оценките, најпогодени од одлуката ќе бидат американците. Американските царини главна тема на економскиот форум во Делфи. На настанот присутни се над 1000 говорници од 70 држави, а од вчера учесник е и министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Во изјава за Сител вели откако Трамп ги стави царините на пауза, состојбата се релаксира. По 3 месеца 10% царини може да поднесе и американската економија, а компаниите кои извезуваат таму може да ги подалат трошоците. Сериозна загриженост нема, вели министерката, а главниот фокус сега е како да се реорганизира светот, да се направат нови трговски врски и партнерства. Првите панелисти кои што има еден заеднички заклучок велат да видиме кој ќе победи, дали неколку економисти во Белата куќа наспроти економистите од целиот свет, затоа што нивните заклучоци се генерално исти како што и она што го зборувавме пред неколку дена, тешко е да го движите капиталот за многу краток период, да се прилагодите на состојбите и така натаму, дури имаше и многу интересни заклучоци. Велат грците што сега, например, Грција е голем извозник на маслинки во Соединетите Американски држави. Кога се донесени одлуките, веќе маслинките беа на бродови и веќе пловат кон Соединетите Американски држави, по која цена ќе се откупа, дали ќе се платат високи царини и така натаму. Ниту еден од учесниците на форумот не се ни обидел да ги оправда високите царински стапки на Трамп.
Дури американските економисти застанале против тарифниците од причина што економијата на САД ќе биде најпогодена, сподели министерката. Овие одлуки на председателот Трамп сепак најмногу последици ќе трпи америчката економија. Таму со сигурност може да се зборува дека доколку продолжат нели одлуките такви какви што се, ќе влезат во стагфлација, односно тие ќе имаат намалување на растот во економијата, можеби негативни стапки, инфлацијата со сигурност ќе се почувствува на нивното тло, а сето тоа во Европа ќе оди малку позадоцнето, но пак ќе кажам, ова беа дискусии пред да се донесе одлуката од 10%, повторно денес истите дискусии дека американците повеќе ќе почувствуваат инфлацијата. Премиерот Мицкоски пак вчера остварил телефонски разговор со американскиот државен секретар за економија Хауард Лутник. Во духот на блиското македонско-американско партнерство потврдивме дека нашите односи се цврсти, пријателски и исполнети со заемна доверба, при што истакнав и дека стратешкото партнерство со САД е врвен приоритет за владата. Се согласивме да продолжиме да го развиваме стратешкото и економско партнерство помеѓу двете земји, напиша Мицкоски на Facebook. Мартин Арсов, Сител телевизија. За влијанието на тарифите врз бизнисот, колегата Маријан Николовски разговара со Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори. Во тема на денот вечерова разговарам со Виктор Мизо, председател на Совет на странски инвеститори. Така некако доаѓа. Така е. Добро вечер. Добро вечер. Кога Трамп ги најави овие царините, чинам во едно интервју на медиумите рековте дека не сте спиели 2 дена половина сат. Сега има ли можност да се спие мирно со оглед на тоа дека 90 дена веќе имаме мораториум? Имаме 90 дена мораториум, но што тоа навистина значи? И дали несигурноста е зад нас? Така е, првиот ден и пол, можеби и 2 дена, многу малку спиев, не само што ги гледав изјавите и излагањето на председател Трамп, но истовремено многу коментари од многу различни луѓе, економисти, луѓето од бизнис, што и како ова ќе се одразува на глобалната економија, посебно во автомобилската индустрија во која јас директно работам и како тоа ќе се одрази на нашите активности. Но она што вчера беше објавено од страна на администрацијата на председателот, прво има две размислувања. Дали тоа значи дека тој ретерирал или тоа значи дека навистина тоа било цело време неговата стратегија, да единствена земја која сакаше да се спротивствави беше Кина, и затоа сега сме стигнати до момент каде што Кина има царини од 125% за увоз на своји производи во Соединетите американски држави, а од друга страна Кина им воведе на американците 84% царини, додека сите други држави од светот имаат 10%. Сега да направиме една анализа. Тие 10% споредено со 1 април, дента пред да се воведат овие царини, реципрочни царини или пак тие стандардни 10%, просечната царина за увоз во САД беше 2,5%. Значи сега секоја земја во светот, освен Кина, 4 пати повисока царина ќе има за своите производи внатре. Дополнително, царините на алуминиум и челик од 20% се уште се во сила и сите оние царини за автомобилската индустрија, за крајниот производ од 25% се во сила од 3 април, а од 3 мај се очекува и компонентите на глобално ниво исто така да подлежат на 25% царини. И ако мислиме дека она со вчерашната одлука се е сега супер и розево, бидејќи во следните 90 дена ќе се реши состојбата, јас искрено да ви кажам не сум сигурен од две причини. Точно е, вчера берзата во Њу Јорк скокна над 7%, но денес гледаме дека падот и на Dow Jones и на S&P 500 е некаде помеѓу 3,5 и 4,5%. Значи, самиот факт што имаме пад на берзата, таа несигурност е се уште присутна и тие 75 земји кои беа кажани како земји со кои ќе се преговара следниот период, навистина во 90 дена ќе се потпишат договори за нов начин на трговија помеѓу САД и 75 земји за 90 дена, тоа мене искрено не знам како ќе успее да се случи. Малку по суштински да
што ќе постигне Трамп со добро прашање. Со овие царини? Бе кажани неколку причини. Прво е да се намали трговскиот дефицит. Бидејќи кажа дека многу земји во светот имаат трговски суфицит, што значи дека многу повеќе извезуваат отколку што увезуваат американски производи. Дополнително кажа дека во многу земји царините за влез за американски производи се превисоки и заради тоа тие не се продаваат. Дополнително сака да има зголемување на приходот во државната каса, бидејќи Америка годишно увезува 3,3 трилиони долари, а извезува 2 трилиони долари. Но овдека зборуваме само за производи. Услугите воопшто не се влезени. Токму тоа, со голем дел светски економисти, аналитичари велат дека ако се внесат услугите што се извозна компонента, може би и у суфицит ќе биде Америка. И гледајте, и дополнително последното што го кажа дека на овој начин ќе креира можност, не можност само ќе ги натера светските брендови да ги лоцираат своите производствени погони во САД и да има реиндустриализација. Јас бе тоа последните 40 до 50 години Америка излегува од таа економија на производство и влегува во услуги, без разлика дали се тоа услуги поврзани со технологија, со финанси и слично, со консултантски услуги. И таа индустриализација, прво голем дел на овие производи Америка го нема соодветниот кадар по квантитет и по квалитет и по вештини, но дополнително дали навистина тоа сите луѓе во Америка сакаат да работат во фабрика? Тоа да правиме, вие сте дел од бизнисот, колку би чинил iPhone ако се произведува во Америка? По некои анализи може да чини минимум 3 пати повеќе. Но оставете само iPhone. Има тоа што ќе постигне тоа? 98% од сите чевли или патики се произведуваат помеѓу Индонезија, Кина и Виетнам. И сега некој ќе произведува кондори и патики во Америка, се сомневам. И кои ќе се тие производи и во кој временски период ќе очекувате некој да го направи тоа, бидејќи администрацијата на Трамп ќе е тамо уште 3 години и 9 месеци. Може би сум лаик за економија, но логично, ако 124% царина наметнати на Кина, а 95% од производите што влегуваат во Америка, како што велите ви, од чевли па до облека, се произведени во Кина. На крајот, кој ќе ја плати цената? Дали американците ќе треба боси да одат? Гледајте, со вакви царини се очекува дека трговијата помеѓу САД и Кина ќе се намали, да останат вакви какви што се сега, ќе се намали на 80% од сегашното ниво. Луѓето во Америка имаат потреба да купат чевли. Апсолутно. И сите цени ќе морат да пораснат, бидејќи не е можно оној што извезува да ги абсорбира сите тие дополнителни трошоци, бидејќи маргините не се доволно големи и сега ќе се случи да имаме потенцијално инфлација и зголемување на цените на крајните производи во САД, на сето она што е увозно, но дополнително оние производи кои Кина нема да може да ги пласира, знаеме дека американското општество е потрошувачко општество, како повеќе од било кое во светот. Но што ќе прави сега Кина со тие производи? Дали тие ќе имаме наплив на ефтини кинески производи во Европа, во Австралија, во Индија, во другите земји од Југоисточна Азија? И ако е таа веројатноста, доколку Европа не креира и не постави трговски бариери за наплив на тие производи, знаете што ќе се случи тогаш со европската економија? Тие кинески производи ќе се многу поконкурентни и поевтини. И нормално, крајниот корисник тука ќе купи нешто што е поевтино, но тоа нема да биде европски производ. И заради ова, ако ги гледате анализите од денес, препладнево, и од JP Morgan и од Goldman Sachs, двете најпознати американски банки велат дека проекциите за потенцијална рецесија не само во САД, туку и на глобално ниво се меѓу 45 и 60%, бидејќи ова е пролонгирана несигурност. Што ќе се случи после овие 90 дена? Може ли пролонгираната несигурност и оно што велите вие процес кон рецесија да предизвика безбедносен проблем во светот? Гледајте, знаеме дека во моментот имаме голем безбедносен проблем, геополитички, геостратешки, воен конфликт, каде што
она што беше за време на администрацијата на Бајден и на кој начин Соединетите американски држави и Европска унија беа поставени визави руско-украинскиот конфликт, сега имаме малку различен тек на работите. Американската администрација и денеска го имаше вториот состанок после оној во Саудитска Арабија со руската страна во Истанбул, така да на кој рекоа дека таму ќе разгледуваат можности за соработка помеѓу двете држави, но нема да разговарат за украинскиот конфликт. Они иницијативи за примирие или престанок на војната некако како да се сега во втор план, бидејќи сите во светот зборуваат за царините. Да се вратиме на производството, она што го вели Трамп, на кое што инсистира производство во Америка, и она што го спомнавте вие за влегувањето во оние статистики на финансиските услуги. Под тоа подразбираме од филмска индустрија преку Google, Facebook, Netflix, све што или сето на друго. Бидејќи гледате, ако ние размислуваме што е американски производ, американски производ е авионот на Боинг, така? Најчесто моторот и најголем дел од авионот е произведен. Но се она што се американските возила, не е дали тие имаат пазар или не во Европа. Најчесто американските возила по габарит, по големина, по начин на возилата не се соодветни за нашите пазари. Имала царини 65% за амерички возила не можеле да се увезат, тоа не е точно. Не е точно. Јас мислам царините за неевропски возила се 5%, а за од Европска унија се 1%. Проблемот е што американските возила нема испод 4.500 кубика ни едно возило. Најголем дел историски тоа беа V8 8 цилиндрични мотори, сега и нивните мотори се намалени. Беше $1.70 галон, сега не е истата цена. Имаше ситуации кога и 80 центи беше галон. И сега можеш да возиш возило од 5000 кубика, ама не Македонија кој може да вози возило од 5000 кубика? Но гледайте, и тоа е многу специфично. Мислам дека најважно за нас со овие 10% царини, да предпоставиме дека тоа ќе остане. После 90 дена ќе се најде начин и Македонија нема да биде афектирана со поголеми царини од 10%. Тогаш се она што се извезуваше од Македонија во САД ќе биде под исти услови како што било визави конкуренцијата од други држави, така да нема да имаме загуба. Да, тоа сега да праша како споредено со други земји. Нема директна загуба да има на оние што извезувале од кај нас во Америка, бидејќи тие 10% без разлика каде е производот произведен, ќе има царина. Но генерално како дел од странски инвеститори во Македонија, генералниот рефлекси на Европа и на целокупните ситуации, голем дел од тие компании, како странски компании кои се во Македонија, ќе претрпат ли сериозни последици ако проблемот се може да се соочиме со затварање на компании, со отворање на... Ако автомобилската индустрија и царините во автомобилска индустрија останат вакви какви што се, сите европските производители на возила, пред се тука е Volkswagen групацијата, луксузните или премиум возилата. Volkswagen групацијата е најмногу погодена бидејќи тука влегуваат Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini, потоа Mercedes, потоа BMW, потоа Jaguar и Land Rover и Volvo. Значи тие 900.000 возила од Европа беа извезени минатата година во САД за вкупна вредност од речиси 40 милиарди евра. Останати од пазар на Toyota, мислам, во Америка. Не, останати од пазар и нивни локални брендови, корејски, јапонски фирми, но она што е важно е дека ако царините опстанат, се очекува дека за 200.000 возила ќе се намали тој извоз од Европа кон САД, што ќе предизвика намалување на извозот од меѓу 10 и 11 милиарди евра. Тие 10 до 11 милиарди евра, сите ние како компании кои произведуваме компоненти за тие возила, без разлика дали сме во Македонија или било каде низ Европа, дел од побарувачката за нашето производство ќе се намали. Бидејќи произведувате до одреден степен и после ќе треба да затворите, или? Не сакам да речам ќе затвориме, но минатата недела веќе Audi, Jaguar, Land Rover ги стопираа своите производи кон САД, бидејќи не знаат по кои цени да ги продаваат. Така да веќе ќе се започне намалување на производството, доколку во лепезата на своите производи имате компоненти за Jaguar, за Land Rover или за Audi кои се наменети за тој пазар, што може да предизвика, не велам огромни турбуленции, но може да има некое намалување. Автомобилската индустрија пред ова не беше во најдобра состојба во Европа, но ова може да има некој 5 до 8% дополнително намалување. Ако гледачите кои сакаат да купат возило, ако се случи тоа
што велите вие намалување извозот кон Америка, може да се случи поевтини возила во Европа? Како ефект на тоа пак на граѓаните да купуваат и поевтини возила? Тоа може да се случи, но како што знаете, германската економија 2 години беше во рецесија и оваа година во најдобар случај ќе биде на некоја позитивна нула, треба и сентиментот во Европа да е подобрен за луѓето да купат нови возила. Што ќе се случи со овие европски компании кои извезуваат не само автомобилската индустрија, нема кој да ги купува, веројатно ќе треба да паднат цените. Или дали воопшто ќе се произведат. Треба и тоа да го земеме во обзир, бидејќи се уште војната трае, се уште има економска несигурност, но видевме дека цените на нафтата се драстично паднати во изминатиот ден и половина, некаде помеѓу 60 и 63 долари е цената на нафтата, и затоа кога имаме намалување на побарувачката на нафта, тоа потенцијално предизвикува намалување на економскиот обем на работа и потенцијална рецесија. И на крај да се надеваме дека нема да ни се случи процес наместо возила да произведуваме тенкови. Јас мислам дека ќе останеме на компоненти за возила. Тенкови нека произведуваат други земји кои се во тоа вклучени. Благодарам, мој вечерашен гостин Виктор Мизо. Во продолжение благовести од светот. Расте бројот на загинати по падот на покривот на најпопуларниот ноќен клуб во Доминиканска република. Црниот биланс се искачи на 218, соопштија спасувачките тимови. Од вторникот попладне спасувачите не